Премиерот сериозно го сватил инфлуенсерството. Над 113.000 евра чинат фотографиите и видеата со кои Ковачевски ни покажува дека тој е само еден обичен човек кој јаде тост во локална сендвичара, појадува сендвич со вработени во фабрика, се фали што сработил. Од кога официјално е отворена фан страната на Димитар Ковачевски, според статистиката на Мета, потрошил 113.316 евра, од кои над 86.000 ги платиле од СДСМ за 1343 реклами, а над 26.000 евра се платени од Димитар Ковачевски за 249 реклами. Партијата на власт пак дополнително на својата официјална страна постирала 681 реклама за што платиле над 36.000 евра. За еден ден, за кога е последно објавена статистика на 19 јануари, владата потрошила 128 евра, а Димитар Ковачевски преку СДСМ 100 евра. Во изминатите 3 месеци, СДСМ за промоција на Ковачевски потрошило над 20.000 евра, а за промоција на партијата пак речиси 13.000 евра. Премиерот очигледно пари не жали за интересно скоцкани видеа, кои кога ќе ги погледнете имате чувство дека не живееме во држава каде не може да се помисли, а камоли да се преживее еден месец, каде половина милион се во сиромаштија, плаќаме најскапа струја во регионот и од ден на ден се повеќе граѓани го пакуваат куферот за излез од Македонија без повратна карта. Интеграција, а не изолација. Најголемите предизвици се решаваат со силна волја и со напорна работа, затоа што со напорна работа нема недостижна цел. Владата 3 месеци убедување преку Фејсбук колку е убаво во Европа. Го платила над 2600 евра за 103 реклами. Кампањата Европска иднина не чини по 100 евра на ден или изминатите 7 дена постовите на Фејсбук чинеле 721 евро, а за 30 дена се платиле над 2600 евра народни пари. Не само на Фејсбук, за обедувањата без потреба од граѓаните знаат како се живее во Унијата, владата троши наши пари на панел дискусии. Вкупно се чини над 350.000 евра, а кампањата следи по она "Ние сме Европа", која ја плативме 80.000 евра. Милиони народни пари се одливаат секојдневно за промо на Ковачевски, а власта не ни чувствува потреба отчетно да објасни, туку на новинарски прашања одговараат со иронични компарации. Тоа е наша обврска и тоа ќе го правиме секој ден, ништо повеќе, а за тоа колку чини, верувајте, чини многу помалку од било која жална врба која што е позади вас овде на Вардар, кои што се исушени. Најмногу пари премиерот потрошил за граѓаните да ја дознаат неговата фан страна. Скоро 4.000 евра се дадени само за промоција на официјалниот Facebook профил на Димитар Ковачевски. Дека фотографиите и промотивните видеа не му помагаат многу, покажуваат последните анкети според кои рейтингот на СДСМ и Димитар Ковачевски е во слободен пат.